Во Кичево, на пример, стегнав една рака на човек што ја меташе улицата. Ми вели: премиере, не ветувајте лесно. Кампања е, ги гледам партиите, многу ветуваат. На нас, луѓето, ни треба да видиме како некој се труди. Знаеме дека труда не се возможни преку ноќ, посебно кога толку години системот се распаѓа. Во болницата 8 септември пак една медицинска сестра која беше дел од протоколот таму ме погледна и ми рече: ние ќе издржиме, само издржете и вие да ги завршите реновирањата и набавките на нова опрема. Минатата недела бев на факултетот кај мене во мојата матична институција. Ме сопре наш активист, мој студент. Вели: другарите сакаат да заминам. Ако отидат тие, и јас ќе заминам. Но си велиме да ви дадеме шанса уште на вас, да видиме што ќе биде. Дали некојаш, кога си прераскажувал некоја случка, си ја читал? Не. Значи, ова е од рубрика не се десило. Дали имало Кичево ѓубраџи? Не знам дали има, ама он со ѓубраџија не се ракол и не му рекол тоа што тврди дека му рекол. Лаже. Зашто имаш човек потреба да ја потврдуваш тезата на Стефче Акимовски од вчера дека си конфабулант, дека измислуваш работи кои што не се десиле, пополнуваш празнини у твојот светоглед со работи кои што не се десиле. Кога нешто ти се случило и го раскажуваш од срцете, трогнало те, погодило, тоа не го читаш. Зашто измислуваш приказни? Зашто мислиш дека некој ти верува на вакви? Значи, овие фори више не поминуваат. Не е ова 90-та.